Има многу луѓе во Битола и во градот што знаат кој е Лазаревски Зоран Пајлев. А има многу луѓе кои не знаат кој е Лазаревски Зоран Пајлев. Значи, се мислев цело време дали да ја напишам мојата автобиографија, значи целата вистина кој сум јас, или да ја снимам, значи автобиографијата. Изда подобро е вака да се сними, за да може луѓето точно да знаат се за мене, значи целата вистина кој сум јас и ништо се имам поминато во мојот живот. Така да ќе почнам да раскажам од моментите од кои што се сеќавам се за мене. Се сеќавам дека ме запишаа во Гоце Делчев, значи во ова куќа сега кај што снимаме, значи кај што се снима е мојата куќа на Широкстрогак, значи кај што сум роден и кај што пораснав. Значи ме запишаа во основно училиште во Гоце Делчев. Така да до трето деление учев во Гоце Делчев, пошто е многу темпераментен, хиперактивен. Не намерен во негативна смисла, но стално правев некои смешки, некои такви хиперактивни работи и класната во тоа време што беше, Ленчето се викаше, сеќавам, рече не можеме да издржиме поќе, пошто е многу хиперактивен, не е негативен, позитивен, ама не може да се одржува настава. Така да му предложија на моите да ме запишат во друго училиште. И така тие ме запишаа во Кирил и Методи. И мислам дека и подобро што ме запишаа таму си најдов склоп на другарчина кои исто како мене мислеа. И така го сваќаа животот со еден збор забавен, а не цело време да биде сериозен. И таму завршив основно училиште, значи во Кирил и Методи. Од кога се сеќавам за мене, значи од прво деление, другите предмети беа двојки, тројки, некои ми беа единици, а од прво деление секогаш имав петка по физкултура, по физичко воспитување. И така да, после тоа, пак почнаа тие моите експерименти, како немирен дух и хиперактивен човек, кај да го продолжам моето средно образование. И прво ме запишаа во Стопанско тогашно училиште. Сега мислам дека е тоа во близина на Долната гимназија, стручно некој училиште. Али во тоа време мене воопшто не се вклопвав некако во таа средина и си мислев дека ова не е за мене, затоа што немаше некои такви луѓе што може да ме разберат ниту меѓу моите другари, ниту меѓу учениците, ниту меѓу професорите. И така да после тоа решив, значи да се запишам во друго училиште, во друго средно училиште и ме запишаа во Горната гимназија. Во Горната гимназија Јосип Брз Тито. Исто и таму познат по мојата хиперактивност, по моите такви комедии некои, такви некои работи. И после тоа си заклучив и самиот дека и тоа не е за мене место. Ме запишаа во Војна академија Сараево, значи трето средно училиште. Војна академија Сараево ме запишаа пошто прв брачот на мојата мајка, Димитровски Ѓорги, беше исто и генерал-мајор на Југословенската народна армија. Во војните академии обично ги запишуваа сите што имаа сите петки и што имаа стварно успех и висок просек. Значи мене ме запишаа пошто ете имав роднини, имав значи Вујко што беше генерал, така ме запишаа во војната академија во Сараево, значи таа е средно воено училиште, одсек специјална единица, пошто секоја се занимавав со спорт, со такви работи. И таму издржав негде месец и пол, максимум 2, и си реков цел живот јас да го поминам во униформа. Некако не се вклопваше мојата личност и мојот карактер за да бидам во таква средина и целиот мој живот да го поминам во униформа и во таков некој начин на живење. И затоа и тоа училиште го напушти самиот, самоволно, и на крајот се запиша во Долната гимназија, браќа Милодинови, и тука ги најдов сите мои другари, што исто мислеа со мене, тука и професорите се погодија да бидат на иста бранова должина, и тие ќе ги памтам 3 години, значи, втора, трета и четврта, како најубавите години во мојот живот. И таа генерација исто се нареква златна генерација на средните училишта, пошто бевме собрани многу луѓе, многу талентирани луѓе кои сега се исто така многу познати во градот, како што Игор од Рачекор, газдата на кафе бар од Рачекор. Потоа Пеце Котевски, кој беше исто така одличен фудбалер и многу добар ученик. После Менде Чучукот, кој се моментално замина во Австралија, работеше во кредитна банка.
И многу други луѓе, после Савевски, Тони Савевски фудбалерот, и Коста Хаджи Трифунов, кошаркарот, кој исто играше и во Грција долго време. Значи, да не ги набројувам на тие ства, таа генерација беше здатна генерација. Значи, тогаш ги поминав најубавите денови, едни од најубавите денови во мојот живот, затоа што сите бевме сложни. Исто така и професорите беа на исто ниво со нас. Така да нас ни беше Ристо по математика ни беше класен. И тој рече, гледајте ги сите проблематични, што мислите дека се во мојот клас, а и сите одлични. Ќе ги измешаме и ќе видите дека сите ќе завршат и дека нема да има никакви проблеми. И така на крајот заврши средно училиште, а иначе, значи покрај деновите на моето образование, да се вратиме малку назад, значи на 14 годишна возраст, кога имав 14 години и бев 8 оделение во километри, тогаш во сообраќајна несреќа загина мојата мајка. И тоа беше еден од најтешките периоди во мојот живот, затоа што бев многу млад и не бев уште оформен како личност. И тоа се сеќавам, значи ово кажам сега за да се знаат кои се моите точни почетоци на спортот. И тоа се сеќавам, татко ми дојде дома и ме праша што сакаш да ти купам, од парите што беше осигурена мајка ти, останаа доволно пари. И јас му рекол сакам точак. И така тој ми купи тоаш тркачки точак скап, Пинарело, италијански. И тоаш добив идеја дека е многу убаво јас да почнам да се занимавам со спорт. И се зачнав во Конеканиски, значи велосипедскиот клуб Конеканиски, и така почнав да се занимавам со мојот прв спорт, прв пат во животот на 14 годишна возраст. И за многу кратко време, значи станав и првак на Македонија неколку пати, и во првите на Југославија, на Ваташки меморијал, таа познатата трка во Белград што беше, во Србија, и на многу други трки. Но мојот ентузијазам не беше да можам да бидам ограничен само на еден спорт. И после почна да излегуваат тие филмовите со Брусли, значи карате филмот, и добив една голема инспирација да почнам да се занимавам со карате. И тоа се запишав во Ѓорги Сугарев, значи училиштето и карате клубот, кај Чинар од салата, тогаш прв почнавме да тренираме. Тоа беше негде 76-та година, значи веќе имав 16 годишна возраст, 2 години од кога почнав да се занимавам со велосипедизам. Толку многу му се посветувам на работите, кога ќе се нафатам за некоја работа, темелно се посветувам целиот и сакам да бидам најдобар во таа област во која се вклучувам. Така да за кратко време, за 2 години, упорно тренирање, успеав да стигнам до црн појас прв ден. И освоив веќе многу титули на надпреварите, низ Македонија, низ Југославија, како во кати, така и во борби. И 84-та година негде станав и тренер на карате клубот Пелестер во Битола и бев тренер 2 години. Значи така се движеа моите успеси во спортот и така е исто историјата на моето образование. Значи тука негде се сопаѓаат значи двете работи, образованието и спортот, али секогаш образованието страдаше поради спортот. Значи не можев доволно да се концентрирам на моето образование, пошто бев премногу залюбен во спортот. И како што кажав пред време, уште од прво делење, единствен предмет што имав 5 цело време беше физкултура. Значи јас мислам дека и така и на запад ги насочват луѓето, значи гледаат во кој предмет сие се најспремни, најталентирани, најспособни и таму ги насочват, оти знаат дека таму ќе дати најголем резултат. Значи нема сосила сега ти спортист да го преш математичар или да го преш филозоф, кога тој со цела своја љубов и сите резултати ги има во спортот. Пошто ние не бевме Америка, ние живееме во Југославија, немаше некој да ме насочи, але фала му на Господ, сам се насочи во таа област во која стварно сум најспремен и најспособен. Значи, после, од кога веќе станав и тренер на карате клубот, продолжив понатаму и тогаш негде далечната 85-та, 86-та година ми се случи уште една голема несреќа. Значи татко ми беше многу разочаран поради смртта на мајка ми и тие години без мајка ми сам да се грижи, значи ние сме 3 деца, имам и брат и сестра. Значи сам да се грижи за нас и така му откажа срцето, умре од срцето. Брат ми брат ми беше многу една мирна личност, повлечена личност и многу добар човек. Така да тој си го одбра, како јас што го одбрав патот во спортот, тој си го одбра неговиот пат кон религијата. Така да уште од мал средно училиште Богословија се запише во Скопје, таму успешно заврши.
После се запиша на теологија во Белград, на теолошки факултет. После година-две се префрли на економски факултет во Прилеп и тој го заврши. И неговата животна желба беше од секогаш да биде поп, и сега моментално е поп во Богородица црквата во Битола. Значи тој беше едно такво створење што е роден за да биде поп. Значи вистински верник и имаше само една девојка, се ожени со неја, таа моја жена. И значи стварно посветен на религијата. Сестра ми исто така беше запишана на правниот факултет во Битола, заврши правен факултет. Така да во тоа време кога останав без татко, а претходно бев и без мајка, значи брат ми веќе беше оженет и живееше во друга куќа, бевме само јас и сестра ми. Ние останавме сами дома без никакви средства. Значи фрижидерот беше празен, струјата исклучена веќе неколку дена. Помош не можеме да добиеме од никој. Роднините колку толку можат ти поможат со еден ручек, али не можат континуирано да се грижат за тебе. И тогаш јас бев тренер на карате клубот во Битола, Пелистер. Председател на карате клубот беше Бошко Кулевски, кој истовремено беше и началник на државната безбедност тогаш во Битола, во полициската станица. А негов брат беше председател на комитетот, а во тоа време комитетот клаваше и кажуваше кои ќе бидат директори на фирмите низ Битола. Јас немав друго решение, освен додам кај него да му кажам вака и вака останавме без ништо, јас и сестра ми, и ни треба помош. Ни обекаја дека по смртта на татко ми дека ќе запостат барем еден од нас во фирмата. Татко ми работеше во Нова трговија и подоцна Нова трговија се спои со Јаво, пошто Нова трговија беше веќе во пропаѓање, а Јаво беше гигантска и јака фирма. Тој не знаеше, не беше информиран за овие работи, така да се револтира и го повика одма директорот на тогашна Нова трговија, тоа ми се чини се викаше, и му рече дека без разлика дали Нова трговија ќе се спои со Јаво или не, но овие деца му е потребна помош, вие му обекавте како може да не му поможете, значи мора да работат двајцата под најкраток рок. И фала му на Господ што живеевме во такви времиња како што беа тие, како што беше Југославија, тогаш уште имаше кодекс на некој морал, на некоја вистинска помош, и така да нас не запослија, значи со таа помош, никош нема да му забораваме тој човек, не запослија да работиме во Нова трговија, после Нова трговија се спои во Јаво и продолжив да работам во Јаво. Али фала му на Господ за кратко време, мојата сестра дојде од Канада, Владе, и се запознаја, и таа истата година, значи 86-та, сестра ми се мажи и си замина во Канада. Значи, 86-та година мислам дека е една од најтешките години во мојот живот, затоа што во истата година сестра ми се мажи замина Канада, татко ми почина, и мојата 3-годишна врска што имав со една женска во тоа време, се раскина, и од еден многу голем круг на луѓе, најнаш останав потполно сам. И тоа беше најтешката година во мојот живот. Од една страна бев запослен во Јавор и бев тренер на карате клубот, а од друга страна најнаш се смена, значи останав потполно сам. А јас дотоаш не бев учен да живеам сам, пошто стално имаше луѓе околу мене. И тоаш паднав во многу голема депресија. Не знаев како ќе продолжам понатаму во животот. Мислев дека е крај, дека поќе нема за што да се живее, али после мојот јак дух и карактер сам си поставува прашања за тоа дека ти си истиот човек што имаше своја многу успеси во спортот, ти си истиот човек што цел град те познава и те сака и нема за што да не продолжиш понатаму. Ти не си друга личност и мора да се продолжи понатаму. Баш во тоа време кога одлучив јас да продолжам понатаму и се спремав, тогаш почнав да се занимавам и со бодибилдинг, значи со третиот спорт во мојот живот и почнав активно да се спремам за такмичење прво моје во животот во бодибилдинг. Али сите овие трагедии што ми се случија, тогаш другарите ме прашуваа дали сега ќе се откажеш од надпреварот за месец дена. И се најнаш ми се случи големи турбуленции. И јас реков, ако откажам надпреварот, тоа ќе повлечи друго откажување и така да ќе бидам во некоја неизлезна ситуација и затоа животот мора да продолжи понатаму без разлика колку тешки проблеми ти се случуваат во животот. И тогаш се одлучив ќе одам на надпревар. Јако бев во депресија, секој јадење што ќе јадев го поврекав пошто ми беше многу тешко. Успеав, ојдов на надпревар и на првиот мој надпревар во бодибилдинг освоив второто место во Битола, второ место во Македонија и пето во тогашна Југославија.
И тогаш добив многу голема волја. Од една страна живеев сам, ама од друга страна цел град беше со мене и сите другари беа со мене. И никогаш не ме напуштаа. И тој мој ведар дух на смеја, на позитивна енергија ми поможи да се извлечам од сите тие тешки проблеми. Сакам и да кажам за тогашна Југославија дека кога работев во Јавор, исто така ќе ги памтам како моите најбе години во животот. Значи Југославија многу ми ја критикува, ама јас не се служувам со тоа. Значи тогаш беше се тимски. Во Југославија се правеше тимски. Значи бевме 20 души другари, значи еден тим. После во Југославија имаше во Јавор имаше 1300 вработени, тој е уште еден тим. Кога одевме војска во JNA, значи во мојата касарна имаше 3700 војници, друг тим. Значи тоа е огромната разлика на Југославија до сега самостојна Македонија. Значи таму се правеше во тимови. Знаеш дека си дел од некоја група која ќе застане зад тебе. Знаеш дека цела држава е еден тим кој ќе застане зад тебе. Тоа се додадуваја социјални станови. Тогаш имаше вработување и згрижување на секој. Значи тогаш имаше некој поредок, некој распоред на луѓето, значи му се поможуваше на социјалните случаи. После тоа, не верувам дека тој систем беше совршен. Откако со самостоја Македонија се изгуби тој начин на живење тимски, значи се изгуби тој континуитет. И тогаш се создаде некој сосема нов начин на живење, некој сосема друг начин на живење. И мислам дека треба некои работи да се превземат од тој југословенски систем и да се воведат сега во овој нашиот нов систем на живење. Работењето во Јавор. Јас бев магационер во кујната, значи 1300 луѓе работеа во Јавор. Тоа време земавме 30.000 динари плата, а бензинот беше 12 динари, млекото беше 8 динари. Значи замислете го сега кој стандард беше тој. Значи и плюс тие 1300 луѓе што работеа во Јавор, секој ден имаја оброк на исхрана во Јавор. Значи затоа јас бев магационер во кујната, се готвеше за 1300 луѓе да можат да јадат во текот на денот. Значи на паузата на работата за да јадат. Значи тоа беше гигантска фирма. И не само таа фирма. Значи имаше многу други фирми, како што се Фрижидери, Битола Текс, Иднина, Гоцева Савлевич, Жито Битола, да не ги набројувам. Значи многу фирми. Понатаму, значи со текот на мојата бодибилдинг кариера која започна во 87 година, продолжив и понатаму да се занимавам активно со бодибилдинг, кој ми донесе многу среќа во животот, затоа што мислам дека спортот може многу позитивно да делува на луѓето, за да ја комплетираат својата личност, како психички, така и физички, и да може да ги совладува сите депресии и тешкоти во животот. Затоа мислам дека спортот како спорт е многу важна работа. Понатаму продолжуваа и други некои надпревари и многу титули се освојуваа. Почетоците на бодибилдингот се многу интересни, пошто во тоа време немавме теретани во Битола, немавме никакви услови за тренирање, импровизиравме. Некој тренирае по визби, некој тренирае по гаражи. И така да, јас тогаш дојдов на идеја, се сетив дека горе на таманот имаме една празна просторија која е доволно голема за да може да се адаптира како некоја импровизирана теретана. Пошто кефот и меракот беа многу големи, се собравме ентузијасти другари и заедно ги сековме некој железа и викнавме некој што се разбира во швецување, така и направивме првата клупа бенч прес, првата машина во Битола направивме. После направивме на универзална справа на која можеше со лизгач како Смит машината денешна, на која можеше да се тренира рамна клупа, гради, коса клупа, предно рамо, задно рамо. После направивме мали импровизирани еднорачни текчиме со кои можеше се прави исто бицепс, трицепс, рамо. После тоа направивме и вратило импровизирано и колку толку некои плочки, некои тежини се собра така да можеше да се тренира. И за брзо време се рачу дека јас направив теретана и сите во тоа време што имаја голем мерак за тренирање. Значи пред мен имаше теретана Хаџи Стојанов ново отворено таква во неговата гаража, значи Ноки, и тој се занимаваше пред мене со овој спорт. Така да многу пати пред да биде ова адаптирана нова теретана кај мене натаму, одев кај него и гледав на кој начин тренират, како ги имат направено справите. И тогаш стана многу популарна мојата теретана, немаше во градот. И почнаа да да тренират кај мене, како што се Сони, како Жарко, како еден ред други луѓе што во тоа време што се занимаваа со бодибилдинг.
И тоа прашува дали треба да се плаќа нешто, јас му не треба, бесплатно ќе се береме, ќе се тренираме, тоа ќе биде како една така градско собиралиште за тренинг, на кој не мора да се береме стално заради тренинг, можеме да се береме и ради тоа да се правиме некои дискусии за бодибилдингот, за искрене, да се тие многу топли времиња, многу големо дружење имаше и многу голема искреност. И таванот ќе ми остане значи во големо секавање. Значи таа снимка ја има и на документарниот филм од таванот, на кој таван беше дојден и Петар Чели како гостин, за да види во какви услови тренираме, се чудеше од какви услови, во каква теретана. Значи јас од таванот станав апсолутен атлета на Македонија.